А додека трае топлотниот бран во Гостивар се уште нема питка вода. Во Центарот за управување со кризи во моментов во тек е седница на главниот штаб посветена на состојбата со водата. Таму е Маја Стојановска. Маја, има ли информации дали наскоро гостиварци ќе добијат чиста вода за пиење? Така, Тања, во секој момент овде во просториите во Центарот за управување со кризи треба да започне седницата на главниот штаб за кризи, каде што, како што кажа и ти, тема на разговор ќе биде токму актуелната состојба со водата во Гостивар. Од она што го имаме како информација дека седницата ќе предводи раководителот на управувачкиот комитет и министар за внатрешни работи Панча Тошковски, а на седницата ќе присуствуваат и повеќе представници од релевантни и засегнати институции околу тоа што ќе се разговара на овде на самиот состанок, но и околу евентуалните одлуки кои што ќе бидат донесени овде. Информација ќе имаме во 15:30 часот, кога што практично е закажана и пресконференција за медиумите. Во меѓувреме, она што го добивме како последна информација од Министерството за здравство е тоа дека во текот на вчерашниот ден биле извршени 78 прегледи. Информацијата од таму е дека практично бројот на луѓе кои што одат на прегледи постепено почнува да се намалува со оглед на тоа што за потсетување во пикот имаше 650 прегледи, тоа се случуваше на 18 јуни, а споредбено со вчерашниот ден пак има за 6 помалку прегледани лица. Сепак од Министерството велат дека состојбата продолжува да се следи и дека ситуацијата постепено, како што кажав, се стабилизира. Во меѓувреме, водата во Гостивар, апелите се да не се пие, таа во моментов не е употреблива, практично е употреблива само за технички причини, па така од овде надлежните потсетуваат дека таа ќе може да се користи и за пиење и за готвење, откако 3 последователни анализи ќе покажат дека таа е употреблива. Како што кажав, информациите ги очекуваме по изјавите за медиумите кои што се закажани овде во 15 часот и 30 минути, па со најновите информации околу оваа тема гледачите можат да не очекуваат во вестите во 18 часот. Студио. Маја, ти благодарам.